Почитувани, од денес официјално започнува изборната кампања за локалните избори закажани за 15 октомври. Огромна е честа за мене да бидам носител, предводник на листата од 23 кандидати на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. 23 луѓе, професионалци, посветени работници, луѓе со интегритет и морал, но пред се, луѓе од народот, секогаш присутни помеѓу граѓаните. На советничката листа кандидати се представници од различни професии: економисти, правници, инженери, социјални работници, доктори, представници од различни етнички заедници, жители од повеќе места на градот, но и од околните населени места. Покрај мене, како носител на листата, кандидати за советници на предстојните локални избори се доктор Лилија Чолакова Дервишова, специјалист по семејна медицина, која е воедно и председател на Сдруженијето на приватни лекари на Република Македонија. Доктор Петре Саздов, специјалист стоматолог, член на управниот одбор на Стоматолошката комора на Република Македонија и еден од најактивните советници во изминатите години. Флорентина Ристовска-Шурбевска, од Социјалистичката партија на Република Македонија, доктор, специјалист од областа на медицинската микробиологија со над 3 децениско работно искуство во областа на јавното здравје и заштитата на животната средина. Ангел Димов, дипломиран агроном, инженер, секогаш присутен помеѓу земјоделците, досегашен член на Советот, голем борец за развој и унапредување на условите во велешките села. Александар Табаков, дипломиран професор по физичка култура, досегашен директор на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт од Велес, под чие водство спортската сала Гемиџи прерасна во модерен спортски комплекс во градот. Драган Димески, генерален секретар на партијата Подем, дипломиран политиколог и председател на женскиот фудбалски клуб Борец. Нада Трајкова, дипломирана на филозофскиот факултет. Актуелен советник, секогаш прва во одбрана на правата на лицата од социјален ризик и предводник на Општинскиот центар за превенција од детско престапништво. Бесим Ахмедов, председател на Демократската партија на турците во Велес, актуелен советник во општината, кој многу активно беше вклучен години наназад во организацијата на Интернационалниот фолклорен фестивал и кој воедно е председател и на културно-уметничкото друштво Бирлик, како и Сдруженијето на граѓани Јени Хајат. Каролина Попова, дипломиран професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Таа е и председател на Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Велес, секогаш силен мотиватор и поддржувач за активно учество на жените во политиката. Славче Радевски, магистар по безбедносни науки, прогласен за најдобар студент на Општина Велес за академската 2012-2013 година. Човек кој преку својот личен пример обединува и охрабрува патриотизам и активизам во нашиот град. Рајна Стојанова, актуелен советник, дипломиран менаџер по угостителство и туризам, овластен сметководител и председател на Сдруженијето на жени за мултикултурни активности Креација 2009 од Велес. Валентина Дукова од Граѓанската реформска опција за Македонија, партија која е дел од оваа коалиција. Валентина е дипломиран економист со 24 годишно работно искуство во струката. Живе Катранџиев, председател на Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес, актуелен член на Советот на општината, под чија лична иницијатива за прв пат во нашиот град се оформи и многу успешно функционира посебно тело за млади, Совет на млади на општина Велес. Умер Калач, дипломиран инженер-металург, приватен стопанственик, член на невладината организација за обединување на бошњаците во Република Македонија АВАС. Александра Атанасовска, дипломиран инженер-архитект, работи во компанија од приватниот сектор во областа на проектирање и изведба на објекти. Селма Амедовска, дипломиран професор по биологија, наставник по биологија во Општинското основно училиште Блаже Конески. Игор Здравковски, дипломиран професор по одделенска настава на Универзитетот Свети Кирил и Методи, долгогодишен член и активист на Сдружение на граѓани за борба за здрава животна средина,
особено активен во периодот на протестите против рестартирањето на топилницата. Тој е и член на извршниот одбор на врдарската регата Гемиджи. Даниел Јаневски, дипломиран економист, вработен во Царинската управа. Истовремено, член на управата во градскиот ракометен клуб Борец од Велес. Весна Јакимовска, дипломиран економист, раководител на Агенцијата за вработување во Велес и подпредседател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Велес. Катерина Стојкова, магистар за човечки ресурси, професор по одделенска настава со повеќе од 20 годишно работно искуство. Даниела Митровска, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, вработена во Општинското основно училиште Стојан Бурчевски Буриден. И Оливер Намичев, доктор стоматолог. Почитувани, сакам да предочам дека при изготвувањето на листата се водевме од методи и принципи според кои новите советници ќе можат најдобро да одговорат на потребите на граѓаните во општина Велес. Ова се луѓе кои освен во својата професија се ангажирани и се докажани во многу други области надвор од нивната примарна дејност. Луѓе вклучени во спортот, невладините организации, културата, хуманитарни организации, Црвениот крст, борбата за заштита на животната средина. Тоа е гаранција дека главна карактеристика им е работата и активниот однос спрема заедницата, секогаш подготвени да придонесат за подобар Велес. Тие со личен пример ја гарантираат пораката со која сакаме да допреме на овие избори, а тоа е секогаш работа, секогаш за Велес, секогаш Македонија. Почитувани, почнувајќи од денес, во наредните 20 дена ќе водиме позитивна кампања, во која ќе ја презентираме програмата и нашите кандидати, затоа што гарант за реализација на програмата се токму луѓето кои што ќе ја спроведуваат. Секогаш приоритет ќе им дадеме и на вашите предлози, како и вашите сугестии за решавање на проблемите кои ќе придонесат за подобар квалитет, за подобар живот во нашите урбани и местни заедници. ВМРО ДПМН се разликува од останатите партии, затоа што политиката ние во ВМРО ДПМН ја разбираме како надпревар на идеи, надпревар на проекти, надпревар за создавање подобри услови за сите граѓани, ја доживуваме како одговорност, а не како груба борба за моќ и власт. Во изминатиот период, заеднички со коалиционите партнери, со локалната самоуправа, но пред се со вас граѓаните, успеавме да направиме Велес подобро место за живење. Град со поголеми перспективи за младите, град со намалена стапка на невработени, со реновирани училишта, со реконструирани улици, со реализирани проекти во сите населени места. Град на културата и место каде што спортот се издигна неколку скалила погоре. Кандидатите за советници на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, како и кандидатот за градоначалник господин Славчо Чадиев, се еден тим, обединет околу идејата за просперитетен Велес. Длабоко сме уверени дека со реализација на новата изборна програма ќе продолжиме да ја реализираме оваа идеја. Ќе донесеме многу одлуки, ќе реализираме многу проекти кои што ќе значат поубав Велес за сите. Сакам да ги повикам сите граѓани на општина Велес, без разлика на нивната партиска припадност, без разлика на нивната национална или пак религиозна или било каква друга припадност, да ни се придружат во идејата за подобар Велес, да ни се придружат заедно да направиме повеќе, заедно да дојдеме до нова изборна победа во центарот на Македонија. Нова изборна победа во Велес, нова победа за граѓаните на Велес. Секогаш со работа, секогаш Велес, секогаш Македонија. Ви благодарам.